Здраво и добре дојдовте во новата епизода на Шорткат. Јас сум Гоше и денеска ќе ве водам низ информациите што ги подготвивме во емисијата за млади. Останете со нас. Сдруженијето на граѓани Младите можат трета година поред во земјава го организира настанот Social Day, како ден кога средношколците се ангажираат за да стекнат работно искуство, но и за да ја помогнат заедницата и да им обезбедат подобра положба на своите врстици. Дури 195 средношколци од Скопје, Битола, Радовиш и Охрид се ангажираа на 8 ноември во 60 општествено одговорни компании и го одработија денот на работни позиции. Со вложениот труд, младите успеаја во еден ден да соберат фонд од 245.000 денари, кој во наредните месеци ќе се искористи за реализација на младински проекти во земјава. Едно големо браво за сите средношколци кои учествуваа во годинешниот Social Day. А темата за младинската невработеност како проблем во земјава ја третира и најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија на европскиот пат за 2023 година. Невработеноста кај младите на возраст меѓу 15 и 24 години останува клучна мака, бидејќи во 2022 година младинската невработеност изнесувала 31,8%. Таа постепено се намалува од година во година, а главна мерка за намалување на младинската невработеност е шемата за гаранцијата за млади. Во оваа шема, поддржана од Европската Унија, минатата година учествувале над 20.000 млади од земјава, при што дури 43% од нив нашле работа или соодветна обука. Ке видиме ли годинава воопшто снег? Европското истражување покажува дека планетата се загреала за речиси 1,2 целзиусови степени над просечните температури, а за научниците веќе е практично сигурно дека годинава ќе биде најтоплата во последните 125.000 години. Ова влијае на целиот биодиверзитет, од инсектите, растенијата, луѓето, нивниот начин на живот и функционирање, или пак за жал нефункционирање. За тоа кои се последиците од досега најтоплите периоди во историјата, зборува екологот и биолог Кирил Арсовски Пржо. Ноември е налик на септември, а септември беше налик на јули. Врнежите од дожд се исклучок, а снег се поретко гледаме. Промените ги чувствуваат не само луѓето. Сушните периоди опфаќаат цел еден систем, растенија, животни, луѓе, инсекти, цел планетарен организам кој ги трпи последиците од климатските промени. Истражувањата покажуваат дека зимските месеци во последниве 3 години се најтоплите во историјата, па кога велиме мириса на пролет, сега истото важи и за зимата. Температурата на почвата е загреана, а со тоа и почвените мириси се засилени. Сето ова, како што објаснува екологот и биолог Кирил Арсовски Пржо, не може да мине без последици. Инсектите, например да земе некој пример, некој див вид на пчела или див вид на мува, тие нивниот метаболизам вели дека е време да се прекине хибернацијата или дормацијата, зависи од видот, ти излегуваат и се гладни и нема со што се хранат. Пошто тие видови кои треба да цветат се уште има рано за цветање. И тие автоматски изумираат. И ако автоматски нема нив тие растенија кои да ги опраши, а често опрашувачите се меѓу себе поврзани, и тие автоматски растенијата исчезнуваат. А пак со исчезнувањето на тие растенија или со намалувањето на популациите, исчезнуваат и други инсекти кои се хранат со тие растенија. Ако нема инсекти, автоматски исчезнуваат или се загрозуваат сите риби, птици или инсекти што се хранат со тие инсекти. Например, азискиот комарец во последниве 3 години поради климатските промени и сушите почнува да се сели кон север. Пристигнува и на дел од територијата во Европа, а како последица на тоа се враќаат искоренетите тропски и суптропски заразни заболувања во некои држави, како например Италија, каде што повторно се појавува маларијата после 3 децении. Последици трпат и економски значајните култури, вклучително и во Македонија, каде што јаболкот и виновата лоза се исклучително значајни, но и најзагрозени. Сето ова според Арсовски се должи на водниот баланс, долгите сушни периоди и можноста за појава на штетници, што пак доведува и до поголема употреба на пестициди. Сето ова влијае и на овошките, но и на сето она што го добиваме од нив. Оваа година Италија првпат имаше сериозен пат на производството на вино, на италијанско вино од Италија, со италијански лози, што се должеше на пеколна суша што зафати поголем дел на Италија, особено југот на Италија во последните 3 години. А пак од друга страна, паралелно има некои места од кои не биле познати по винарство, не се стануваат, токму ради подобриваните климатските односи. Па така, например, сега веќе се повеќе слушаме за вино произведено во Австралија, во Нов Зеланд, по крајниот север на Чиле, на Аргентина.
почна се појавува вино со добар квалитет од Канада, од места каде што не биле препознатливи за производство на вино. Од животинскиот свет најголема опасност од изумирање имаат видовите кои живеат во и околу водни живеалишта. Кога подрачјата веќе не се влажни, тие таму не можат да се хранат и размножуваат. Климатските промени погодуваат најмалку 10.967 видови на црвената листа на Меѓународната унија за зачувување на природата, а проекциите сугерираат дека ако глобалните температури се зголемат за 2 степени Целзиусови до 2100 година, околу 18% од сите видови на копно ќе се соочат со висок ризик да исчезнат. Крајот на денешната емисија е резервиран за важна информација за сите геймери. A1 Game Fest годинава ќе се одржи во Diamond Mall, а ќе има надпревари во играње, косплей, промотивни активности на македонски автори на видеоигри и разни други изненадувања. Во неделата вечер започна пријавувањето на играчи и тимови за предстојните гейминг турнири, а распоредот на квалификацијските надпревари ќе биде направен преку ждрепка во живо што ќе се одржи утре. За недобрите играчи се обезбедени и парични награди, а геймањето ќе може да се следи и во живо и онлайн. Дојдовме до крајот на уште една емисија на Шорткат. Ви благодариме што бевте со нас. Пишете ни на Инстаграм и ТикТок ако имате сугестии или предлози и читајте рубриката CTRLZ на meto.mk. Се гледаме следниот четврток во истото време. Чао, чао!